11 денари за Смедеревка и 11 и 13 денари за Враница. Откупот се уште не е започнат со максимален интензитет, а досега се откупени само 1,3 милиони килограми. Ова на лозарите на средбата во Скопје им го соопшти ресорниот министер Хоџа. Претходно тој во неделата ги посети незадоволните производители на грозје во Неготино. Им порача дека целото грозје ќе биде откупено. Се договоривме да се прекинува протестот, до среда јас ќе им одговорам на нивните барања. Поголемиот дел веќе им го кажав тоа што не го знаат, дека поголемите винарски визби одредиле цени за ова реколта на грозјето. Нормално дека им кажавме ставот на владата и министерството дека дополнителните 2 денари остануваат и за следната сезона, односно за ова реколта, и ја разгледуваме можноста за да ги додадеме сите сорти на грозје, вклучително тука и високосортните. Значи генерално зборувавме тоа што ги засегаат лозарите во овој период, ќе имаме сигурно подобра година од ланската, сигурно со ваквиот пристап да ги слушаме на лице место се изнаоѓаат и најдобрите можни решенија. На средбата во Скопје лозарите добиле уверување дека инспекторатот е на терен секојдневно и дека сите ваги се баждарени, во наредните денови инспекцијските контроли ќе бидат уште повеќе засилени. Лозарите добиле уверување секаде каде ќе има проблем во проценката на тежината, шеќерноста или откупната цена, веднаш да ги известуваат на телефонските броеви со цел никој да не биде оштетен, а откупот на грозје да тече онака како што било договорено. Ова особено важи доколку винарските визби не ги почитуваат цените кои се јавно истакнати, а секој земјоделец е повикан да пријави неправилност веднаш. По дојавите за неправилност веднаш ќе бидат испратени инспектори да ја утврдат фактичката состојба, велат од Инспекторатот за земјоделство.